Почитувани, продолжуваат скандалите околу измените во начинот за кој ините адвокати, суди и обвинители го полагаат правосудниот испит. Рената Десковска е длабоко вмешана во скандал за непотизам во врска со Комисијата за полагање на правосуден испит. Десковска, со самото формирање на комисијата, го прекршила веднаш Законот за правосуден испит. Односно, членот 6 според кој испитот се полага пред испитна комисија која се состои од председател и 6 члена и нивни заменици. Наместо да се назначат председател и 6 члена, Десковска назначува председател и 7 члена, што е надвор од законот и е прекршување на законот. Која е намерата на ваквото кршење на законот од страна на министерката? Дали можеби финансиски причини? Дополнително, Десковска, председателот и неговиот заменик на комисијата ги назначила истовремено и за член и за заменик во комисијата, што значи дека вршат две функции во комисијата истовремено. Се отвара прашањето, дали овие лица ќе земаат и двојни хонорари? Дали можеби нивниот глас при одлучување ќе се брои двојно? Ова е класична партизација на правосудниот систем. Помеѓу членовите на комисијата, која ја формираше Десковска, се наоѓа Љубомир Јовевски, омилениот обвинител на Заев, председателот на апелациониот суд во Штип, Наќа Георгиев, по потекло од Струмица, кој важи исклучително близок до СДСМ, Валентин Пепелјуговски и адвокатското друштво Пепелјуговски, за кој се говореше дека земале милиони денари од владата на СДСМ, Антоанела Димовска, сестра на пратеничката од СДСМ, Снежана Калевска-Ванчева, Тања Милева, жена на кандидатот за градоначалник од СДСМ Игор Милев од Радоиш, Александар Чичаковски, кој е познат во јавноста како поранешен председател на ДИК на предлог на СДСМ, а воедно и член на СДСМ, и Смета Амет, чија ќерка беше во првите редови на шарената револуција. За сето ова мора некој да одговара. По 12 април следува обнова на Македонија и ќе се стави крај на се што СДСМ работеле спротивно на законот. За се виновни СДСМ и Заев. Ви благодарам.